Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Артан Груби, канабисот, евроинтеграциите, полагањето правосуден испит на албански беа дел од централните прашања на темата пратенички прашања во собранието за време на вчерашната седница. Прашањето за куќниот притвор на Груби не го постави опозицијата, туку власта, а Мицковски вели дека политички договор со бегалецот нема. Таква логика имаат СДСМ и ДУИ, бидејќи тие така работеле. Се мислев што прашања да поставам, на кои теми, а при тоа да добијам некој конкретен одговор, да не биде тоа повторно од длабокото, па вака, па така и така натаму. Се мислев дали ја поставам прашања за платата, за просечната плата. Што да се праша за дрогата, што помина преку граница? Нема одговор. Знам, ќе кажете, Струмица, ваму таму. 5 тони дрога се препакувале, патувале низ истокот на земјата, како јастуци, како јоргани, поминале граница, не ги видела полиција, не ги видела царина. Кога велите, не знаете кои прашања да ги поставите, јас помислев ќе ми поставите прашање која е најдобрата песна на Харис Џиновиќ, да следнат пат кој ќе појдете во Дубај таа да ја нарачете, или пак ќе го поставите прашањето дали бевте добро исломчан на една јахта која што крстареше на егејските плажи, но очигледно сте ги заборавиле тие прашања. Мирен, не се води вака владата ни државата. Незадоволни се луѓето. Не се брани да не им излезете у пресред на земјоделците. Не се брани тоа да не им ги изголемите платите на работниците. Не се брани. Луѓето очекуваат подршка од вас. А не Харис Џиновиќ, Дубај и така натаму. Нека тоа да го слушаат. Тоа е кафански муавет. Еве, сега гледаме, сакате да бидете експерт во се. Ќе останете запаметен во историјата како човекот кој што бил мекото ткиво и партијата кој што била мекото ткиво на македонскиот национален идентитет. Бегалецот е обезбеден од страна на органите на редот. Се понатаму е одлука на друга власт. Тоа е судската власт. Тоа нема никаква врска со владата. И сега си викаат, чекај, јас ово и вака правев. Може тоа ќе излезе сега па да не се прошири делото. Од лотарија да преидеме во здравство. Или па може би нешто поврзано со вториот дел од вашето прашање, со канабисот. Сега седат и се вознемирени. И размислуваат. И совеста работи, грижата, како може сето ова да заврши. Затоа што повеќе го нема Љупчо Коцевски, повеќе ги нема луѓето кои Љупчо Коцевски да бидат нивниот последен штит, сега ќе дојде нов независен обвинител или обвинителка, ќе видиме како ќе биде. Дали е тенденција, уште еднаш ве прашувам, или проект за постепено исклучување на албанскиот јазик од сите државни институции? Сега да не ја доведуваме јавноста повторно во илузија околу правосудниот испит и околу тоа како се полага или како може да се полага. Во моментов можност за полагање на друг јазик, освен македонскиот, не постои. Случајот со вице-премиерот Артан Груби беше едно од прашањата за премиерот Мицковски кој гостуваше во дневникот на Сител. Тој смета дека повеќеми на функционери од СДСМ и ДУИ се загрижени за тоа што знае Груби. Нема пак со Груби, ниту со било кој друг функционер од ДУИ, за поранешниот вице-премиер да добие поблаги мерки и наместо во истражниот затвор шутка да биде во домашен притвор. Која е логиката јас да склучувам пакти или пактови помеѓу лица како Артан Груби и сличните за да тие добијат помали мерки на предпазливост во случајот за обезбедување? И второ, дали можеби кај оваа група на ботови и прокси структури на СДСМ работи Фројд, односно подсвеста, па тоа што тие го правеле во минатото, мислат дека го прави оваа влада сега. Премиерот Мицковски во гостување на Сител вели дека МВР и ЈАНАБА имале безбедносни информации, поради кое е препорачано до обвинителството и судот Груби да не биде во затворски притвор. Колку е
логично Груби повеќе од една година е слободно да живее во Косово или во Албанија. Не знаеме, ништо да не му се случи, а при престој во истражниот затвор Скопје да е опасен по неговиот живот. Апсолутно, вие сте во право со прашањето и апсолутно постои таа дилема, но ние не можеме да постапуваме врз основа на размислувања или врз основа на состојба во која што нешто ќе претпоставиме. Ние можеме како влада да постапуваме врз основа на фактичка состојба и факти со кои што располагаме. Тоа се класифицирани строго доверливи документи до кои што директорот на затворот нема пристап. По вчерашните обвинувања на лидерот на СДСМ Филипче дека постои политички договор на власта со ДУИ и секој кој нешто направил дека треба да одговара, Мицкоски со порака. СДСМ се исплашени од тоа што ќе следи. Да не биде потоа политички реваншизам или нешто друго. Да не биде после тоа како за модуларната јас не сум виновен. Како од едно во друго министерство се движи тој проект, па како се случува и слично. Да не биде дека еве некој политички некому му се реваншира. Тоа е суштината кај СДСМ и нивните прокси ботови. Исплашени се од тоа што ќе следи. По поднесената тужба за клевета од страна на екс-лидерот на СДСМ Заев против пратеникот од ВМРО Петрушевски и Жан Митрев, кои обвинија дека Заев и Филипче сакале да му ја земат клиниката, Мицкоски побара од новиот јавен обвинител кога ќе биде избран, прва задача да му биде да го повикаат Митрев да даде изјава. Јас не знам дали некој го повикал од обвинителството Жан Митрев да посведочи и да даде докази. Тоа е суштината. И очекувам идниот обвинител или обвинителка, не е битно, тој што ќе биде избран, да му биде тоа прва задача. Да го повика Жан, ако до сега тоа некој не го направил, да го повика, бидејќи човекот излезе јавно и кажа дека бил предмет на уцена на високи државни функционери. Премиерот Мицкоски најави дека за скоро време очекува многу позитивни вести од Соединетите Американски држави, кои би се однесувале за евентуално укинување на визите. Детали кога би се случило тоа, не сакаше да открие. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Премиерот Мицкоски уште еднаш покажа дека кога нема аргументи прибегнува кон навреди и етикетирање сметаат во СДСМ. Граѓаните кои мислат поинаку од него, оние кои го критикуваат неговото владење, ги нарекува прокси ботови, откако претходно ги нарекуваше талог на општеството. Ова не е начин на кој се води држава. Ова е стил на некој што се плаши од вистината, од одговорноста, велат во СДСМ. Македонските власти да го искористат позитивниот момент во Европската Унија за проширувањето, повика известуваше од Вајц, презентирајќи го извештајот за напредокот на Македонија пред Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент. Вајц повика на итна политичка волја за да се реши застојот со уставните измени, а реформите во владењето, правото, правосудството и борбата против корупцијата се недоволни, но тоа според Вајц е резултат на изборите минатата година. The application is more than 20 years old, and I think it's time to move on. We're also pointing out that this is a huge window of opportunity in the moment for the whole region, but specifically also for North Macedonia to move on to EU accession. There is green light, as much as I see, from Council, from Commission, here in the European Parliament. There's great support. So there's a real window of opportunity, and I very much hope North Macedonian government is not missing that opportunity. Да, народа на Северна Македонија, македонскиот народ със сигурност е уморен. Аз представлявам нација която знае какво е да си уморен от чакане. Но управляващите в Северна Македония продължават своята политика да търсят външен враг с цел да заметат вътрешно-политически проблеми. За нас особено обезпокоителни са публичните изказвания на премиера господин Мицкоски, които често засилват конфронтационната риторика, както във вътрешно-политически план спрямо опозицията и критичните спрямо него медии, така и по отношение на съседни държави и самия Европейски съюз. Подобна риторика няма как да не отбележим, подкопава духа на добросъседство, който е основополагащ за европейския проект. Тяхното изпълнение е ключово за началото на преговорите, а идеите за прилагане на някакво компромисно, непълноценно или непълноправно членство, които се чуват от някои
кръгове в Скопие са напълно неприемливи и несъстоятелни. Northern Macedonia definitely belongs to the European Union. Speaking with the people, you can clearly see that they are exhausted waiting for more than 20 years in a waiting room. So that's why I'm quite happy that at least European Union is offering them some visible, tangible results. The European Union has a great responsibility, should assume that responsibility and has to understand that the Balkans are part of Europe. Because if we don't integrate the Western Balkans, we have security problems, economic problems, social problems, immigration problems, all kinds of problems. So for our own sake, we should integrate the Western Balkans within the European Union, of course, within the rules, with the Copenhagen criteria and so on and so forth. But we should make, from our part, a big effort as well. Macedonian people are exhausted and are longing for progress. The Council bears a big responsibility for not providing a credible enlargement perspective in the interest first of the country itself, but also of all of us in the European Union. We need to get progress on this and we need it. И во одјавата на овие вести за еден настан што ќе биде присутен денеска, Министерството за спорт на свечен настан во владата ќе го одбележи официјалното пристапување на Македонија во меѓународната платформа Спортски игри за млади. При што ќе биде подпишан договор за соработка на настанот е најавено присуството на претседателот на владата Христијан Мицковски, министерот за спорт Борко Ристовски, представници на политичка и бизнис заедница, меѓународни представници и истакнати спортски легенди, како и заштитните лица на игрите. Со ова ги завршуваме вестите во 8 часот, следното издание во 9. Пријатно!